Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд со луѓето од Пепер ми во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е еден на еден на крај на вашиот ден. Гледате Еден на еден. Денешни гости македонскиот супермодел Катерина Ивановска и Тони Зен, овозможено од Good Nature Праска. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пеперминт, а ова тука е Марко Тасевски. Така ли, пријателче? Да. Марко Тасевски од Скопје и ни се пријави на Facebook и ни кажа ја цртам многу добро, ајде да го видиме. Дали цртам многу добро? Ова е, верувам, Джет Ли. Брус Ли. Ова е, мислам дека Владе Милчин. Ова е... Да видам. А ова е оној од Семафори, ми се чини? Да, така, на Партизанска? Да. Така е. Те, шала на страна, Марко црта одлично, а денес ќе го тестираме, спремен си да те тестираме. Да. Значи, што треба? Нацртај некаква тема од еден на еден, биди тука, кога ќе нацрташ и бидеш готов, кажи ми, влагаш и ќе покажеме да видиме што си направил. Добро. Чао за сега за тебе, а ви останете тука денешни гости Тони Зен, Катерина Ивановска, не го гасете каналот. Тоа беше мојата имитација на Майкл Джексон. А мојата втора имитација е таа каде што се фаќам долу и знаете, нели, што следува. Ние, јас и Пајак и останатите од бендот и останатите од овде не знаеме што се случува, си немаме појма. Така ли е, Пајак? Ја немам појма. Така е, палти. Но еден кој што има појма е нашиот добар пријател. Доаѓа од магацините во надвор од градот, близу аеродромот Петровец, така наречен Александар Велики. Носи жолто мајче, сива капа, црвен шал и црвено носе. Тоа е Поштар! Поштар. Што правиш, бе, Поштар? Да видиме што има. Ајде да видиме што има. Ау, Поштар. Ау. Одете веднаш на нашата Facebook страна. Веднаш подитно. Ве молам. Се случи катастрофа. Се случи раскол од невидени размери. Јас сум толку разочаран. Јас сум... Не веќе зборови што да кажам. Зашо? Не ми се ни снима веќе емисија, искрено ти кажам. Што се деси? Не ми се снима. Скриениот лик? Да. Ајде. Заборев. Ставре Джиков. Штерио. Тирио Джиков. Моно. Тоа е. Не ето го пробувај да ме расположиш, Пајак. Не ми Што се не ми случило? снима више, озбил. Изгубивме, многу изгубивме од Facebook лајковите. Значи, која многу, мислам, многу. Зошто бе? Мелита да не ги си профилите. Не бе, Мелита, не ги гасила Мелита профилите, бе. Видиш што е работа. Пратиш вести? Па така. Сите од МПЦ, што им рекоа да направат? Гасат Да ги Facebook. гасат профилите. Знаеш колку имаме изгубено лајкови? Од МПЦ. Слушај. Лошо, а? Бетер од лошо е. 214 следбеници од Брегалничко Козијачката епархија имаме изгубено. Стварно лошо. Не, слушај, 117 од Кумановско-Дебарската имаме изгубено. 375 следбеници од Брегово Слоновачката епархија, не ми се ни прави муавет. А знаеш што е најинтересно? Ниеден еве од ова што пишува не е отцепен од Расколничко Јованската епархија. А па тие ги гледам, си постираат чат-пат нешто на Facebook. Ај што постираат? Еден од нив го погоди скриениот лик што збори сега, на тоа алудираше он. Шекеринска ја погодил. Шекериска ја погоди, да, дека е црна. Ај Медо што знае дека е црна. Ама овој, од кај да знае овој дека е црна?
Па им пишува бе таму во заповедите, 11-тиот заповед. Шо? Да бе, 11-тиот заповед. Не ги знаеш сите? Дајте му ги ако сакате да заповедите на поштарот. Мајсторе, гледаш, прв, втор, трет, четврт, иде. 11-ти заповед, шекеринска е црна. Кој ги пише овие заповеди? Па од кај ја знам, вајде Исус. Кој Исус? Исусот не рези. Не рези. Исусот не рези, бе, не го знаеш Исусот не рези. Дај му ајде слика од Исусот не рези да го види ако сакаш. Еве ти го Исусот не рези. Еве, видиш? Да. Да. А овие до него кои се? Не знам искрено да ти кажам кој се, девојчето е вајда манекенче некој си, не знам така. А тој првиот кој е? Сериозно не го знаеш првиот. Сериозен си? Буда е бе брат. Нели го позна, еве го. Да бе, Буда, Будала па ја. Па будалаите како си? Кај беше овој Буда? Буда? Па не знам од Индија, Индонезија нешто. Да. Така. Знаеш дека Обама растал таму? Каде не првпознам Во шо? Индонезија бе? Во Индонезија растел Обама. Да. Стари, шо правам ја муавет за Обама, ич не ми е гајле за Обама, да ти кажам. Не ми ни прави муавет за Обама. Зашо, бе? више. Ајде бе, ѓубре расипано. Ги прислушкувал таму кој стигне сите. Кого бе? Па не знаеш ти? Не. Прислушкувал бе се живо и диво. Италијаните ги прислушкувал, шпанците ги прислушкувал. Жак Ширак го прислушкувал, Жан Мишел Жар го прислушкувал, Жан Валжан го прислушкувал, Жан Жак Русо го прислушкувал, Жан Клод Ван Дам го прислушкувал, Георги Крстевски го прислушкувал, Цилето Пурковски го прислушкувал, Ангела Меркел ја прислушкувал. Да, Меркел. Ангела Меркел бе поштар бе, таму никого не знае, германска канцеларка. Германска канцеларка Ангела Меркел, една таква фина со Може ми ја покажат? Ама ме па ти више. Дај покажете му Ангела Меркел, све треба да му покажуваме. Еве ти Ангела Меркел, ама више. Да бе, да. Ова на Скопје Fashion Week. На Берлин Fashion Week бе, па ти каков Скопје Fashion Week. Берлин Fashion Week. Was ist das? Das ist sehr gay. Ајде да видиме што не прашуваат. Дај да видиме Facebook, Twitter. Сања од Битола вика: многу ми се допаѓа Пајак, дали е женет? Кој? Сања од Битола. Таму у Битола имаат големи гради тие. Сите. Од значи- изворот што пијат таму заради тоа. Аха, Да. да го свати како сака демек. Не, Не знам јас види, се тоа. не, знаеш сега ќе ти кажам. Ова ми е ново. Добро? Црно, го Добро. земав, намерно. Даеш за кога да го носиш. Да. Александра од Охрид праша: Жаре, како се извини вака, ама ај ако може поштаро да објасни како тоа водителот на Мега Гига е шура на балдаза му. Што збори ова? Абе, ова од минатата емисија. Шура на балдаза му. Абе, Мега Гига, што беше? Не ти текнува? Мега Гига. Дај да видиме, подсетиме Мега Гига. Тоа е Мега Гига. Кој ти е овој? Па, Што збори глупости вака? на балдизам е шуреја. Готово. Текна? Готово. Што е работата? Е, Ајде, дај да сега, видам, може пошто да- и јас искрено Ај. сега не знам глуп Ако како сакаш да уопште ме не ти асистираш кажам. само. Не е проблем. Што е финтава со Па балдаза? ти вака Што се. си направил, пријател? Ова е графика да им покажам што е на балдаза шура. Добро. Ајде. Значи вака се. Ова се мајка ми и татко ми тука. Добро. Ој Стојан е татко на мајка ми. Добро. Фактички Ристе му е баџа на Стојан, што е татко на мајка ми. Добро. Овој Ристе е геец. И ни Добро. дужи 200 марки уште од времето кога идевме на одмор у Мрдаја у камп. Со ја трва му Митра. Ева Митра ностоп се караше со нив за некои си ниви и пченица. Добро. А заборавам Муши Евто, која беше кај мене на слава и се опи и нон-стоп ме врејаше, значи цело време. Ама среќа што беше крсто таму, па не ја направивме циганската. Е случај се, жена му на крсто, она работеше у Годал. И правеше некои мучки превари таму. Ама Да, и нон-стоп иде кај јеца на фризер. И стално збори дека Павле Тренов ми го завршил мене на факултетот. Павле Трајанов е овде? Ова, Да, Павле? да. Павле. Ама она не знам дека ја идам кај јеца на фризер исто, што фактички она на мене ми е балдаза, а он на неа е шура. Тоа е тоа, мислам. Ајде. Сега вајде ме јасно. Да бе, да, ако не ви е јасно, не знам после ова како да ви Не, објасни подобро човекот. Сакам да го поправам Поштарот. поштарот, пошто рече циганската. Не. Ромска.
Се осети навреден? Да. Извини, пајак. Јас се извинувам. Ве молам, Ќе пазиме се. да не ги вреѓате наши. Готово. Антони од Австралија прашува: Жаре, помагај, слушнав дека we have homemade айвар и овде кај нас in Canberra. Каде да го фајндеме? Многу лесно, кај Идрис и Вилајет. 526 Northern Avenue, одма лево после бензинската, Карши молот. Нема шанси да го утнеш. Тони од Киселовода прашува: здраво, Жаре. Здраво, поздрав до поштарот, те поздравува. О, фала. Да не знаеш кај се ожени Васко Ефтов. Знам кај се ожени, во центар. Аце од Скопје прашува: здраво сите. Кој е девојчето што ви пее многу ми е убава? Пајак, Аце од Скопје. Джейн Фонда, Хенри Фонда. Керка му. Не, Хенри Фонда е. Добро. Одиме ние со следно во 1 на 1 во живо, ќе треба да одиме во едно соседно студио тука близу за денешната новото издание на денешната врела емисија. Ќе ве молам, ова ќе биде шокантно. Значи, смирете се, ќе биде ова многу шокантно. Екстра, мега, гига, најбајти ексклузив, нова епизода, водителу. Здраво, здраво! Здраво, Жаре, како е? Налево. Тоа е добро да се слушне. Останете денеска со нас, има жешка емисија, ексклузивно интервју со... Останете па ќе видите. Врели вести. Гига Мега ве носи на свадбата на милениумот. Васко Ефтов и жена му на Васко Ефтов. Каде спиеа гостите? Во Центар или во Пустец? Мега Гига нагости кај најбогатиот македонец Васе Папир, човекот што ги произведува пауза картончињата за сите шалтери од јавната администрација. Гига шок! Мерлин Мондро е жива и комуницира со македонските старлети на Facebook. Секако дека ќе ве гледаат, ај ти треба да сидеш, мислам дека веќе Редно време е. ќе ти брат. Чекај, само да му кажам нешто. Знаеш ли кој ќе седи тука? Кој? Тој е голем фан нејзин. Морам да го израдам. Секој момент треба да дојде Кој тоа? и ќе седи тука Катарина Ивановска. Овде? На истото место. Ајде, Да си одам? Оди си. Ајде, Немој да седиш. Катарина Ивановска следно во 1 на 1. Таа е една од најпознатите македонки надвор од Македонија, неретко за неа вела дека и најубавата македонка. Мене ми е многу чест што е повторно во емисијата, велам повторно зашто беше во првата 1 на 1 пред некои си таму 4-5 години на А2 телевизија кога имавме студио како да бевме полноќна еротска програма. Сега сме малце така позрели, а и таа исто така Катарина Ивановска. Како ги пречекуваме? Вака. Кај си веќе? Ега, опet ти го растори. Така. Ја немам што да расторам. Па повеќе од ова растурено, шо можеш да ми расториш? Повели. Фала. Како си изморена? Ти се спие, не си баш... Ми се спие, ми се плаче, на стината со малце, но еве најдо време да дојдам кај тебе повторно. Многу сум ти благодарен. Поубаво е, нели? Поубаво. Така? Позрело е. Така кажав јас. Од кај Катарина, претходно се зезавме околу името. Сестра ми се вика Кристина и е 8 години постара од мене. Добра. А моите сакале Сања, а мајка ми мислам дека сакала Ирина. И сестра ми рекла нормално, Синјорина. како сестра. Ако јас имам долго и ружно име, онда и сестра ми ќе има долго и ружно име. Но не знам зашто незиното не се допаѓа, Кристина е многу убаво име, но јас пак ќе кажам Катарина е поретка и поубаво од незиното. Збориме за сестра ти што има 2 дечиња колку што знам и ти си 2 пати тетка до сега. Така? 2 пати сум тетка, да. Како се снаоѓаш во тоа, Кики? Многу ретко сум тука и секогаш кога сум во Скопје, во Македонија, гледам на максимално времето да го поминам со нив. Вчера бев кај нив. Браво. И А ги колку си, заспивам. Кики, во Македонија? Што Па, имаш? Колку е од годината? 3 месеци си? но ова лето некако се изаседов, но имав причини, затоа што сега имам повеќе работа во Европа и стварно нема смисла да летам преку океански секоја недела. Па решив да бидам Да се стационираш. повеќе во Скопје, да базата да ми е Скопје, али тоа нема да трае многу долго за
2-3 недели си одам. Знам, така. Да. Добро, кога осети Кики дека оваа работа ќе биде голема, оваа твоја? Значи ти више 7-8 години како си по Не ме светот. издавај, годините ќе ме издадат. Да, Ќе одат на Google кога почнала. 29 години. И ти завршила кариерата, се сетам. Кога осети онака си викаш еј ова е стварно сериозно, ја изгледа нема ни да се вратам. у Па за Скопје. среќа почнав како ексклузивно лице на Gucci. И мој прв фотошутинг беше италијански Vogue. И од старт знаев Си дека знаеш, а? ќе биде И нешто. Кики беше спремна и од 16 Па години нормално, види се, дали бев спремна, не знам дали бев спремна Дали тогаш. знаеш што те чека? Или Не после знаеш затоа увиде што дека потекнувам од едно спортско семејство и знаеш како нели за модната индустрија како се да. збори, Да. но воопшто не е така. Има исклучоци нормално. престанаа твоите да мислат така после извесно време? А секогаш ќе бидам нивно дете и нивна помала керка што и секогаш ќе се грижат и на 50 ако се дај Боже здрави и живи. Дај Боже, Кики. Да. Тоа А, ше да. по ова студио ќе имаме. Уф, супер. Вајда. Дали тоа мислев, тоест дали бев уплашена, нормално дека бев уплашена затоа што не знаев во моментот што ми се случува, но сега воопшто не сум. Сега го владееш тој дел онака, владеам. така? Може да се каже дека си кул со се, дека Со се. точно знаеш што се Исто случува како и ти, како секоја професија, нели кога почнуваш на телевизија, еве ти како Ја уште водител. појма немам што правам да ти кажам. И не ме бил. Па и сакав да кажам се гледа, ама дека сам си издаде се се намести. Кај седиш таму во Њу Јорк, кажи ми? Во Њу Јорк уште седам на старата адреса на Уолл Стрит. Близу Вол Стрит под Кирија уште? Под Кирија сум уште. Уште, а? Да. Не планираш да си купиш стан таму? Е па сега откако го снимав филмот нели трето полувреме па ми се отворија некои Зема врати. пари поиш. И да земав многу пари и решив да купам стан во Лос Анџелес, се шалам. Но уште се двомам, не знам каде ќе продолжам. Ај вака, од една добра, јака ревија, од овие престижни каде што одиш. Што може модел да си дозволи? Колку се заработува од една добра ревија? Па за жал, тие добри реви секогаш се платени многу малку затоа што тоа е престиж да бидеш, тоест да учествуваш на нив, затоа што од таму ќе те видат други клиенти или нормално за каталог или за што и да е. Значи и те Ралф блокираат. Лорен и Валентино за поевтино си ги Па добиваат. всушност некои од нив плаќаат многу, но за жал често даваат облека во замена ти да им чествуваш. зезај. Да, све зависи од моделот, све зависи од која ревија. Онака Ајде да кажам што е грубо. пейде и што те прави насмеано. Грубо можеш ти да заработиш од $600 до $15,000. Толку разлика? Да. Кики. Па како да речеме се буткаш се бори за да стигнеш што поише до овие поскапиве, да речеме? Па добро, имаш тоа е работа добар на тим, агентиве? нормално кога имаш добар тим и добра агенција која се грижи за себе, тоа е за тебе. Моје само да искачам и да бидам убава. Се плашат ли мажи да ти прида бидејќи си висока, самоуверена, си живееш во странство, имаш пари, гајле тие ги прави тоа онака мажите да имаат дистанца? Добро, и ти сам ја знаеш дека мажите се плашат од успешни луѓе. Не викам дека сите се такви, има и похрабри, но се плашат изгледа од мојата висина, кога ќе видат 1,80 м, па на штикли уште 10 см, 1,90 м. Не знам. Ти нервирало некогаш тога? Симпатичен, убав дечко Многу. кога си била сингл? Па затоа мајка ми Стари, вака сега ми си вика, ти Катерина, убавите свињи и крушите ги јадат. Така. Се надевам дека Така и мене мене ме ќе теше ми ако не изеде можев девојка. некој поубаво прасе. Некој по така дебелко, нели Така, сега? така. Заради муабетов. Да. било. Иначе не ти посакувам дебел маж да имаш, нема да ме сватиш така. Тоа знаеш тоа? Кој? Богат дебел маж како се вика? Како? Меченце. Дека леле, добро. А сиромашен дебел маж? Свиња. Абе, немој така. Виц. Виц. Реков виц. Виц. Сега, апропо овој муабет. Неодамна си имала една случка со така еден тип во клубче дискотека и ние решивме да не ја раскажуваме, така? Може да ја довршиш најава. Туку што решивме да направиме? Па ете, Жаре се потруди, тоест не се потруди, го скина ликот скина? како мене ми се додворуваше пред, не знам, неколку години во една од скопските дискотеки, ќе видат. Ајде, значи видете што се И не случило. бидете такви.
И не видите такви, ова имавме лани таков сегмент, пуштање или начини на кои не треба да се пуштате на девојка. Епа, ова е тоа, овој пат гестар Катерина Ивановска. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling, but so Чекай, извини. Зашто си ги бришеш нозете? Затоа што сум повисока од тебе, па морав да ги соблечам штиклите. Така е. А дали се враќаме во филмот? Во кој? Па што го глумиме? Ајде. Ајде. Еј, зашто пиеш чај? Празна е, бе, дечко, плати ми, купи ми пијачка, празна. Те знам тебе нешто продаваш во ГТЦ у некоја продавница. Ага, продавам. Што? Долен веш. Не! Ти друго работиш нешто, што Мене работиш ти? јацкај. Што работиш ти, девојча? Манекенка сум. Манекенка? Вау! Ти беше таа од Викторија Секрет? Нешто? Ага. Супер. Па нели не знаеш која сум, а? Се искочеме? Еј, Еј, ала, доста беше. а кој зборува од горе? Добро. Господе, господе. Кул, така коња? Коле горе, не е господ, бе. Тоа е, ја ти реков. Добар беше. Добро. Периката супер ти стоеше, црна коса добро ти стоеше. Ајде да продолжиме со глумењето, бидејќи имам впечаток дека супер се снаоѓаш во некои вакви актерски улоги, а знам дека сакаш да глумиш. Дали после трето полувреме стигнаа некои понуди за други улоги, можеби Холивуд, Њу Јорк нешто и таму се снима, можеби Вуди Ален те видел на улица? Дај Боже да ме види Вуди Ален. Вуду Ален. Вуду. Да ми Вуду пуште Ален. Вуду магија. Вуди Ален на улица. Имав, да, бев на 2 аудиции. За среќа можеме вака да си се пофалам дека првата аудиција кога беше пред година дена. Добро. И бев влегов во нели најтесниот круг од 5-4-3, на крај останавме 2. Не ќе да ми ја кажат која е другата особа, тоа се шпекулираше дека била или Натали Портман или Јохан Јохан Трчуловски отиде да биде Скарлет актер. Јохансон, па ти што ме Скарлет подсети. Јохансон. И јас бев многу тажна, но менаџерот ми Чекај. кажа ми вика сега види, тука зависи нели све од директорот, дали сака да иде на сигурно и да го направи филмот она без да Добро, го мега губи звезди време се тие или што? пак. Па добро, ќе чекам, млада сум јас. Па Има даде, време. exactly 29 сам. Да. Прекини да ја кажеш имам 25 години. Еј, не ти ласка помалку тоа што си била баш кој што викаш си се јадела со некои вакви Знаеш, ако јас звезди? тоа се го гледам нормално, тоа ми е мене професија. Аха. И Значи тоа не е- го гледаш како сега некој успех и стигнав до Па до финале. никаде не стигнав на филм. Така, супер Да стигнам на филм тогаш. здрав однос. Браво. И сега се бориш, ќе одиш на кастинзи негде? Па се сакам трудиш? да малце да го вежбам или акцентот и глума, ќе видиме. Затоа во следната емисија, во уште поубаво студио. Кога се надевам дека ќе има нешто да кажеме. Дека ќе ја добиеш улогата. Да. Со Дарко Митревски, значи не Димитров, се знае со Дарко Димитров? Да. Па со Дарко Димитров се Дарко знаем Митревски. само 5 минути. Па не се ни знаевме, всушност мене ми се јавија во Њујорк и преку Skype се запознавме. И ти понуди главна улога во филм. Што си рече? Нормално. Што си рече Кики? Skype, Дарко, си го знаеш, познат режисер од Македонија, Така си е. пратиш ти што се случува тука, не си пратам. до толку. Не сум до толку. Да, и ти вика, И сакам да ми глумиш главна улога. Тоа ми даде мал текст да прочитам, да се снимам, Преку да Skype? се сниме. Па да. Му Се читаше преку Skype? Да. А не мислиш дека е скриена камера можда? Не си помисли? Не, воопшто не. А видиш сега кога ќе помислиш? Сега личело. гледа стварно како наивна е стройка. Не, добро, ама си искочи Па сега затоа што е треба. Дарко Митревски не ми се јави жаре за да Нормално, ме нормално. смејува. Или Дарко Димитров. Или Дарко Димитров. Еј,
Холивуд, Wall Street, може ќе ги обединиш, дај Боже. Тие место во Америка, нема кој други. Кога сум више кај Wall Street, ти колку пратиш дневно политички настани во смисла Occupy Wall Street, па таму нели кога падна берзата, хаос, едно друго. Па ајде се каде замараш и со сите тие? бизниси падна и нашиот рейтинг падна, зборам за плаќање за пари Така, и фешн така. индустријата Значи, се нормално. осети и кај тебе? Многу се осети, да. Сериозно? Да, но за среќа таа година се утапав од снимање и од летање, од работење, така што не се жалам. Па јас како што ти кажав, живеев на Wall Street, не знам ако имаш Инстаграм и ако ме пратиш, мојата прва слика, Со магија на монтажата ја гледаме сега сите. каде? Ете ја. Мојата прва слика на Инстаграм беше баш сникана од пет испрат. Од дома, Од фактички. дома, кога се случуваше сето тоа пред моја зграда. Значи сакала, некела, пред мои очи све се случуваше. Добро, исто ти имаат и евакуирано кога што знам од Леле, ураган. Од ураган, кога беше, како се викаше? Ирена нешто така беше, не беше? Па, Не беше? Айвин беше првиот, а вториот не знам како се викаше. Па, Не е битно, ураганот да. Славица ради реда. Ета така, ради реда да го крстиме и ние И? никако. Па ништо, јас дека живеам баш каде што се случува Пожарникари тоа. ли ти изнесува тоа? Кој ти доаѓа да речеш Ти ме многу пушти во гледаш домот? филмови. Не е така, значи, а? Не, па тоа го имаше секаде на телевизија и ни праќа како emergency SMS, као дека мора да се евакуираме. Ти сплаши малце или не? Види, првиот ураган кога беше пред 2 години, многу се исплашив. Дури се преселив, хотел букирав аптаун, затоа што Ау, сериозно? немаше место никаде. И сега кога се случи поплавата всушност, Тачно. ја викам ајде овие права драма од се, А тоа само заврна. заврна. Не знам кој паметен човек ја остави колата пред зграда. Ако веруваш вода, јас имам и видео, водата беше до вратата. Значи вода, јас со гумени чизми се сликав, се снимав и останав 7 дена без струја, без вода. На среќа имам пријатели кои живеат малце погоре на безбедно место, па таму спиев 7 дена. Само се бањаш. Таму се бањам. Мораш да се бањаш. А мора хигиена пред се. Така е. Заради работа мораш нон-стоп да се мачиш сирота ти да одиш по такви места како Ница, како Корзика, како Санторини и други остали. Кажи некој по екзотични овие европски. Дај ги. Се шалам. Ајде да кажем, не знам, Африка, Индонезија, Така, значи те Малдиви. шетаат по цел свет и тоа нон-стоп, онака низ цела година. Да. Кажи, што се случува кога одиш таму, пример те ангажира кој да е, Ралф Лорен нека биде. Добро. И одиш те носи таму во А јас со него бев во Москва. ете во Москва. Сам не со Ралф. Да, се надев. Компанијата. Што си барала со Ралф па само? И се ти е платено таму? Јадење, пиење, Јадење, пиење, спиење, хотел, Шетање пат. можда? Кое шетање? Или нема баш Тоа сите шетање? ми вика, и како што ти кажа, се изналета и изнашата мајка ми вика, не знам дека имам стюардеса за кирка, мислам дека има на кенка, да ако не Таш. карти поевтини. Добро. Најчесто градовите ги гледам пред да слетам, ако е ден, или до студио кога сум во кола или Значи другото или се во сведува хотел, на значи чекање, аеродром, шминкање. хотел, студио, хотел, аеродром. Тоа е тоа. Добро, барем оние што се на плажа, па тие бар се онака колку толку ќе видиш нешто. Знаеш она кога те прскаат, кога те Да, прскаат. идеме како море, чека, идеме солено, знаеш. Така. А зима негде јануар. Кажи ми финти некои што се прават на снимање, пример да ти изгледа кожата по-бронзена, што се прави, не знам. Што се Кажи ми прави, некои се станува финтички во така. 4 саат са бајле, те малтретираат, те ја мачкаат со пудра, а потоа те мачкаат со улје, Значи цела, се што се па гледа. после те мачкаат со бронза, за да светиш. Па косата ти ја горат едно Ти ја 5 горат? пати во рок од саат време. Тоа е буквално Сакаат- горење? Да, она се гледа дим искача. Сакаат права, па сакаат виткана, посвари сакаат на страна, па сакаат залижана. Сонце 50 степени, твојата кожа е со толкав слој на пудра. Не дај Боже после да ја извадиш пудрата. Стига некој модел до тој степен да може да рече, луѓе, дај не ме замарете или нешто така па понезино да биде. Стига, па као Номи Кембл, нели како што секогаш прави скандали каде и да е. Напушта сет, касни на снимање. Ти си била со некоја таква проблематична или не? Не, никогаш. Не? Не. А ти како си искрена?
Си слушаш, послушна или? професионална. Да. Да, Се И што умерена. бара тој фотографот Коректна. или кој да е секогаш. директорот на снимање? Да, секогаш. Да. Не па окей, чим ова го правеше со афро, што го можам да замислам. И да привршуваме уште малку. Спортуваш многу, Многу. ти си сепак од спортско семејство и сама си кажа, ракомет, карате, таму што све се бавеа, така? Моите да, јас со Така беше. тенис и со одбойка. Е. Малтани со пливање, со све, само не со карате и ракомет. Така, трчаше 20 км у Скопје, трчаше 20 км у Во Њујорк, Њујорк, така? 27. 27 е тој? Па Добро, не, тој. секаде е 27 маратон. Пола маратон. Аха, добро, мај бе. Се спремаш за фул маратон некогаш да истрчаш? Па- Ти е желба? Читав, не знам, кога баш бев во тој филм влезено во Њујорк и баш прочитав дека за да трчаш цел маратон, пожелно е да трчаш 3 пола, па потоа да се приклучиш на големиот, но јас Шо и тоа може си го рано? зезнав коленото, Ау, кој е И- ова, баш ова? не ова. Тоа што го криеш? Ауф. Ау. И ме заболе дури, да, тоа што го Ау, крием. ау. И сега малце паузирам со трчање, но секој ден вежбам, тоа веќе ми е као рутинска работа, кога станувам да мијам заби, Аха, добро. одма се обликувам и одам да вежбам. Сериозно? Да, Таму да. по Њујорк, така? Тука Кај трчаш? секаде. И тука? Секој тука ден. кај идеш на кеј? Кога е топло на кеј, да. А вакво Во време Палас поладно си да вежбам. речеме? Во Аха, Палас. затворено. Со мојот тренер Мирко. Со Мирко Палас? Со Мирко. Не е Мирко Палас. Мирко Билберат. Како сакаш да рече го, за мене е најдобро. Мирко е најдобриот во тој случај. Одлично, ајде, чекаме и ова фул маратонот да се случи. Со тебе завршуваме, но претходно. Поклони на гости. Да, пишува. Пак ја забораваше. Поклони на Сакам гости. поклон. Еве, ама ќе дадеме и на гледачите нешто. Може? Може. Се согласуваш? Таман работа, За не тебе сум скржава. чајчиња за зимово, еве ти Фала. да си ги носиш во Њујорк, а Си за ги носам. гледачите, за вас, дома и за тебе дури. Потпиши од твојата чаша од која што пиеше. Значи, дај нешто напиши во... Не знам, пиши си нешто. Знаеш дека сите домашни работи, Добро? сестра ми ги пишувала затоа што јас имам многу пис. Па добро сега, да не бидам ја тој што ги Ајде. пишува. Ама еве пиши му, Кажи значи му. ова ќе го добие некој. Ајде. Што сакаш да му стои од Кики? Може ќе го добие некој, па сега за да не го Не, потпишам. сигурно джабе. ќе го добие некој. Немој одма на Facebook да ме линчувате. Пиши нешто, те сакам Кики, па ќе се фали човекот. Чекај сега. Добро. Ме деконцентрираш. Сакаш да не гледам, може би. Со срце. Со љубов. А тоа значи љубов. Да. Да видиме. Ајде да не пиши му нешто. Ма што да му пишам? Не знам, со љубов од потпичи. Со љубов од тоа и некоја порака да му пишеш бе барем? А е тоа. Шешко во студиото. Значи не ја пери чашата кој да е. Готово, да, нема перење, чашата е со љубов од Кики, ја добива некој што ќе оди на Facebook и ќе дознае како, а Кики, јас и ти остануваме тука, еве ја чашата. Ајде. Кај е чашата? Кој ја дава чашата? Ти ја даваш? Еве ја. А јас и ти заедно сум уште двајца тука од екипата, ќе играме една игрица. Така да останете со нас да видите што ќе играме, нешто интересно. Everything will be alright after my connection. Oh, totally valid. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Секој се радува кога ќе добие малку внимание. Ќе испрати добра вест. Ќе го најде токму тоа што го барал сега или скришно го посакувал многу одамна. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта.
него Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Еве сме сега јас, Кики, Пајак и Тони. Одладни чекам ја. Од кога си тука? Одладни сум тука. Заиграва, нели? Заиграва. Ти најавија Па дека ја, идејата е моја за играва и од лани, па еве сега ми се оствари. Фала и многу што ми овозможевте да ја правиме игра. Креативец? Да бе. Така. што се работи? Значи погаѓаме поими и има една минута. Една минута тече. Играме ја и Кики против Пајак и Тони. Играме до 2 добиени рунди, една минута тече. Тој што ќе објаснува кога ќе го чуеме базерот губи. 3-4 пуштај минута. Ајде. Ајбе. Кога бевме мали, нели прво возевме ролерки, па Така, точак, па добро. едно на 3 што се буткаш со една нога. Трицикл. Ало, кажи го. Тротинет. Трицикл. Кој мали са? Ние сме биле мали, ние пушка на тапи, джамли, тоа. Шабе, ние сме генерација, се разбираме. Пак победува. Вака, овако. Прешер, како Ако е ни готово. Ајде, кажувај. Не конј, магаре. Па него чита. Добро, ајде. чита. Јасно, еве го. Мислам, И од косата која ќе ти сечат само едно? Прамен. Тоа. Ајде вие што чекате? Ништо што. Ви изгубивте све, Само веќе. едно, зашо да ти сечат? Еј! Готов знам. Значи, кога ќе се устрамиш и кога ќе ти поцрвенат образите? Брука. Брукали или не? Не. Ај погаѓај. Готово, кизго. Пиперки. Не. Кизго. Пошта. Ете го. 1-0. Што не Добро, погодив, ајде, не пошта. пробна Ајде беше сега тоа. вие сте. Ајде сега вие. Ајде. Поштар реков убаво, вие не ми го Абе не, признавте. не се ферови, играат. Не гледам. Добро. Ајде, што, тие што Здраво. работат у Добар ден. Тексас, Да? тие што ги носиме плави джинс на македонски. Тексашкиот масакр. Така е. Джинс на македонски. Аха, ние на ранч. Да бе, лепак, што им Комбинезонките. Не бе, обични, најобични джинс, без токет. Фармерки. Ќе ви помогнев дури. Тие на ранч. И бица, што е? Остров. Ајде. Ајде, ти Како си. не остров. Дури е неравноправно, некако не е. Ајде, бегај. Не можете едно да направиме помогнете. посложено да Ајде. нели глава, нели имаш лева, десна Гумет сака да хемисфера. биде. Треба да смени. Што е тоа? А може Дарко ќе го... Со што мислиме ние? Зашто Што ти размислуваме? Ние мислиме Што имам со... у главата, у черепот? Чека да размислам. Во Со черепот, што во черепот мислиме има ние? едно- Со... во черепот? Да, на М. Слепо. Ама некој го има, некој го нема. Епа ние сме тие што го немаат. Ајде Па стани сака за да следната кажеш, емисија. не го има. Ајде бе. Сакам да пијам чај, а посебно кога имам проблеми со дигестивниот систем и ми треба. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Ева го Марко тука, ако не гледавте од почеток, знаете дека имаме задача со него, а тоа е да планираме терористички напад врз, не знам више кај идам да ти кажам. Дојде тука да ни се представиш, ги покажавме цртежите на почеток, Марче, Да. кажи ми од кога ти имаш 16 години? Да. Од кога црташ и кој те научи да црташ вако убаво? Цртам уште 5-6 години мислам прво оделение, никој не ме научи, све сам. Се сам си црташ? Да, само. Одлично. Имаш нешто негде направено, нешто вака или прв пат си ги покажеш јавно твое? Па не, до сега на интернет ми имало неколку пати. У последно време, последниот месец-два. Браво. Дај да им покажеме на луѓето. Еве вака, од овде ќе се види ово. Кој е овој? Ова е Ламбела Баковски. Да. Така, да, одлично. Одлично. Си ја завршил работата. Мајсторе, фала ти, ова ќе го задржиме и ќе го закачаме некаде да се Ништо. стои тука. Ти благодарам што дојде, имај многу среќа, успех Фала. и се понатаму во животот. Фала и на мама што те донесе. Да, фала. Фала ти, а ние продолжуваме. Оп, тоа е Марче. Кој што ни го скрши микрофонот. Не се секириме многу микрофони. Ние сме многу квалитетна продукција, Марче, да немаш гајле. Па ние сме многу квалитетна. Чим го искаш и микрофонот, квалитетна сте, човек. Така е, ние сме толку квалитетна продукција што имаме линк во живо од Соединетите Американски држави. Верували или не,
Марина, нашата репортерка е само да видам во Джексонвил, источниот брег на Соединетите Американски држави. Марина, како е таму? Жаре овдека почнува да врне, но тоа не ги спречува граѓаните да го направат во моментот, верували или не, Гинисовиот рекорд во најмногу... Овде мора да прекинеме, Марина, линк во живо од Америка е Гао Липол, многу скапа работа, не знам како уопште мислиш дека може да продолжиме со зборење богати. А да, имаме супер гостување од Тони Зен, следно во 1 на 1. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам палачинка и млеко. Во суштина ќе дадете добра оценка, ама бидејќи камерманите ги изеда сите палачинки, 2 алачки. Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон, а утре за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви требаат за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребни. Нашата Facebook страна изгледа вака и лепи лајкови. Подете, видете. Нема што да зборувам за мојот следен гостин, бидејќи веќе го видовте кој е. Ги има издадено од пред некое време ова DVD, се вика Во интимни односи заедно е со Маракуја, а во Ептен тазе време го има издадено ова. Албумот Микроскопски организам, овде го гледаме како малечок и многу сладок, а сега го гледаме како стар и не толку сладок, Тони Зен! Лажам. Се зезам. Кај си? Останеш, а? Се. Што правиш, Тони? Здраво, Пеперминт. Како си, мајсторе, добар? Добро, супер. Напи си сега сакаш чајче. Добар ти амбиентов овде, остатите албуми, фул си ти превемува. Ама ајде да се понашаме као кафе бар да сме, некој кафуле, Ајде. да не биде како Ајде. емисија сега камери снимат. Така, Од така. таа страна е многу друго да знаеш. Знам. Осеќаш така, Знам. пошто другото кога се ставаш од оваа страна, Од оваа страна? не од оваа до дека, одма се менјаваат сите, така? Switch. Нема ние Така да да се ќе се смениме. однесуваме ети као у некое кафуле. Што мислиш за албумов ти? За албумот, Јак ли е, добар ли е, искрено кажи? Па не Кажи знам ми ги што маните е, на не албумот, знам. дали има нешто што манјка или си направи све да биде под конец? Па секогаш има работи што мањкаат и што така и ќе најдам у нешто пропуст, тоа е многу нормално. Тоа е добар знак уствари. Така е. Тоа значи дека идеш кон подобри, сакаш да се подобриш и надградиш и така натака. Ама генерално си презадоволен или не? Па задоволен сум најмногу до сега, кога Така. станува збор за албум, за некаков проект, нешто. Твое, нешто твое. Да, затоа што ова парче пластика е концепт, една идеја, која што било у мојата глава и убаво е кога ќе излезе вака, знаеш, кога ќе Така. се И кејф ти кога го држиш во рака, нели? во реалност, кејф ми е, да, затоа што претходно било кај мене. Точно. Ја го преслушав и многу е позрел некако од све што сум чул, Тони, до сега од тебе и темиве не ти се веќе ка прва класа, не собираш од маса некои таму. Смее тоа да се спомнува емисија? Такви работи. Многу позрел е албумот. Смее тоа да се Смее. Ето, чим каже Господ. Добро, господе. Извини, проштавај. Смее. Добро. Се слагаш, така? Многу позрело го чувствуваш ти? Па сега види, не е исто пишувањето и размислувањето на 25-6 години и на 30 години. Начинот на живот не е ист. Значи, претходно ако сум излагал често, сум бил во такви кругови, такви случки, ќе го пишувам јас тоа. Меѓутоа сега е малце друг начинот на размислување и на представување на темите, знаеш. Не е ништо сложено, едноставно е. Како си живееме, какви работи гледаме и ни се случуваат, тие си ги пренесуваме на хартија и ги претвараме во песна. За разлика од претходно кога сме биле локалци и сме ги раскажувале приказните во клубот, во малото, битката помеѓу двајца рапери, нели егото се билда кај мене, егото се билда кај него. Јас сум боле, не, он е боле и сега тука имаш знаеш конфликт вербален. За Спајдермен, да. Да, добро. И знаеш, тие приказни се веќе на страна се па,
Тоа е Веќе тоа. нема смисла да ги Па нема да ги смисла, тераш, немам ни желба, немам емоции, знаеш. Јасно. Ме допреле, ме нападнале, сум вратил, сум нападнал. И пак ќе кажем, тоа е муабет и битка помеѓу егото. А сега кога ќе се пронедам јас правиот, јас го нудам ово. Така, значи нема веќе ти си ваков, ти си таков. Па не. Седи мали доле. Да, као моите рими се подобри од твоите и така натака. Од јануари те чекаат зезнати месеци зашто ќе одиш дружина на операција, а ти па си се радуваш дека ќе си се одмориш. Да, едва чекам, да. Што е работа сега со Или као- операцијата, Као што би рекле, Тони Зен ќе оди под нож. Тони Зен ќе оди под нож. Тоа ќе биде насловот. Да, во Под Гига нож, Мега да. тоа треба да го има. Што е тоа под нож? Така, така. Операција ќе правам и така. Што е операција? На што ти е? На нога? Сакаш да ја објасниме тоа, ако може Не, на со онака, со лаички. анимација да објасниме сечење, коска, вадење, На ставање сител кај доктор Роз да идеме? Да. Тој ќе нацигуризира. Еве го, Тони Зен. Да. И позади ќе има анимација, коската се вади, И се ти, вака ќе чисти рускавица, да. Сега е оној прав период кога треба да застанам малку и да си го средам проблемот затоа што е одамна. Така? Да, и сега е Тоа е правото време сериозен, јануари. другарите треба да се малце загрижени или окей си е Не, нема никаков проблем. Не треба да бидеме песимисти воопшто, не треба да се жалиме, да паѓаме у депресии, него едноставно знаеш како треба да се прифатат работите како што се. И така многу полесно ќе ги поминете, ќе ги одминете. Од кога влечеш тони тоа? Ова уште од 19 години ми операцијата, кога бев амбициозен кошаркар, физкултурец, огромни амбиции према спортот и се случи повреда. И ради ова не си кошаркар фактички? Ради ова, да. Значи сега Ради ова, иначе сега со Перо ќе си пуцавме у NBA, да знаеш, ќе му дав точно. пасови, па тројче, па... Точно. Ти ќе беше помошникот на Перо. Па да речеме, не е помошник, ама ние пешки решим дават позади, Така. најмала рука. Така, сигурно. Gatorade баш ка си има, ти си Сигурно. пијат цело време гага, шо? Точно. Нема проблем. Сега, значи викаш, кога си играл баскет, си имал амбиции, тоа е оној период кога ти одиш на печалба во Ова ми е Турција. кейф, секогаш сакам да го направам. Ајде, слободно. Прелаз. Па Кога, сега кога одиш на печалба во Турција, тогаш ти се случило ова тони или не е тогаш? Печалба не е класична, ќе објасниме. пред Пред тоа. повредата премемо. Да. Да, повредата е Значи прво се повреди, да прва година средно. па расчисти со Прва година кошарка, средно. Па не, продолжив пак, ама со Маки. со маки. Да. Маки е Маки го знам, да, е, со селекторов. Маки, да, со Маријан, така, тој е? Тоа е тој. со Маки. Маки И Лазевски. Маки доаѓа одам, здраво. Дај кажи за Турција тогаш, ајде, Се откажав чим од, да не збориме ова, ќе ги издепримираме. Не бе, твоите зашо не треба, блиски. па за тоа викам треба да се прифатат работите какви што се. Е, па да збориме, Тони, ќе ја нема сечат време, или ќе ја нема, сечат, кажи. Волку, Ете, ќе отварат така. коската е пак е па вештачко Леброн Джеймс ќе ми стават рскавица. Тоа е одлично. Он Најновата, продава ги има најновата. јаките што ги имаат, нив Тие пак ќе се му тие. исечат делче, ќе ми стават мене од него. Кошта, ама тоа е за да скокам после. Сакаш сам. Да. Кога замина у Турција, Тони? А? Кога замина у Турција? Работев аниматор таму. Работев првата година 2005, втората 2006. 2 години поред. 2 години поред, 2 лета поред. Чесно си лета кои што се заработуваше многу- како аниматор. Чесно. Аниматор, забавлjač. Во хотел. Во хотел. Првата година бев Кушадаси, околината тука. Добро. А втората година во Бодрум, исто околината тука кај што се. Бодрум, таму појако бил. Да, секако да. И убаво искуство, многу важен Чека, многу важен многу ме период во занимава. мојот живот. Да. Што работеше фактички? Што ти беше задачата? Аниматор е уствари ликот кој што се грижи за гостите Да се поминуваат да бидат, ете така. Да поминат со убава забава, со спортски активности преку ден, навечер да имаат представа, Фитнес без разлика дали е измеѓу- мислам све тоа спаѓа у спорт. А си е спорт. Е, сега преку ден ја бев одговорен за неколку спортски активности како што се пинг-понг, одбојка на плажа, фудбалче, тенис, кошарка, фитнес кој сака да вежба, Знаеш тенис да играш? водени лудори, ватерполо и така натака. Значи сите Те бива? Па не знаев, ама таму научив. Мислам, ги знам. Таква ми ја беше знам, работата Па да, сега. ја знам основата и сега тие доаѓаат и викаат ене двајца сака да игра тенис. Добро, идам, јас зимам ракети, зимам топчиња. Да. Ајде да играме тенис. И играме тенис у 2-3 попладне кога е 47 степени, тие немаат гајле, Што јас се се мора, горам. се мора. Што се мора, се мора. И Браво, си бе, научив Тони. тенис да играм.
После тоа имаш ватреполо. Најжестоки беа тие одбојка на плажа, ватреполо, знаеш, сите сакаат кога ќе видат Тоа топка. не само ти или со друштво? Сам. Скроз да, сам? Скроз сам, да. Не знаев кај да модам негде и ме чекаат таму. Каде идем у хотел. Шо правиме, тоа правиме. Ти договориле од овде? Условите беа страшни првиот пат. Да, од тука ми договори. Или си најде таму? Не, од тука ми договорија и улетав на страшни услови за обстојување таму, за престој. Шо, новци усобали, шо? Па не, меѓутоа не знам дали е во ред да го зборам сега тоа, да ки испадне дека се жалам, меѓутоа тогаш се жалев, ми беше многу тешко, сакав да се вратам, не можев да издржам, вака така и сега тој период ми беше многу битен мене. Зашо? Затоа што го издржав и од тогаш веќе се чувствував многу постабилен. Си челич. Така, си челич. Така, таму ти се мускулите тебе. Така? Пошо совата беше за никаде, си ја средив, направи ова, исчисти ова, среди ваму, среди таму, дигни, врати ова, и многу битно и се прашање. враќам, гледам мускули. Многу битно прашање. Имаше ли жени таму? Ти сам Имаше у жени, Турција? да, имаше. Никој не знаеш. Да. Ти Лепушка Стаков, кога беше ова? После Скопје мој град или После пред? Скопје мој град, ја направив Скопје мој град, ја оставив тука. И кога се вратив стана хит. И ја од тогаш веќе почнав да го правам тоа што го правам сега уствари, не. Ти сакаш да ми кажеш дека не беше хит кога отиде? Не. И ти појма немаше дека се слуша во Скопје кога се врати? Не. Ја оставив песната, ја направив, пошто си правев музика, имав група Урбана Димензија, правевме албум, underground хип-хоп во тоа време, никој не знаеше, не слуша. Само на улица, никој не те познава. Таму, не. Ти имаш турски лик малце да ти кажам. Црн тако. Чогизе, да? Абе. Ај. Абе, знаеш како имаше една случка многу добра. Кажи. Сега ја, добра, таму бев, да речеме, ете лето е и сунчан без брада. Моравме да се бричеме секој ден, значи друга фризура, друга коса, малку поинаков изглед од сега, малку по-турски изгледот. И сега е турски изгледот. Не можам да кажам не. Можам да кажам не. Меѓутоа тогаш беше ептен. И дури имаше едни гости од Турција. Јас седев на секоја вечер ги пречекувавме гостите и им кажувавме на сите јазици добро вечер, повелете, ме разбираш? И на кого знаеше да кажеш? Германски, англиски, турски, руски. Па добро, исто е тоа. Турски и руски, да. Не. Сакам да кажам македонски, руски, бугарски, српски. Како тоа? Здравствуйте. Здраво. Здравствуй. Така. Нема веза, се разбираме, не. И додека го правевме тоа, седев на врата и сега доаѓаат ни гости од Турција кои што беа тазе. И овој човеков што беше родител на повеќе деца беа, не знам, као главен, и јас си седам, јакшамар, и тој доаѓа и нешто на турски ми кажа, ама долго. И ми го кажа, и ми се смее и си оди. Да. Што треба вечер кога ќе ти доам со. Не знам, нешто ми кажа на турски, се насмеа, си отиде, ја му викам, евет, тамам. Тоа, као окей. Така да сакам да ти кажам дека браво, се уклопив во тој амбиент, како да сум од таму и сите мислеа дека сум од Турција. Додека не им кажам, јас сум од Македонија. На почеток тешко, да. А на крај беше онака на крај беше тешко за разделба. Добар па си. Па ќе дојде колешка некоја, да речеме аниматорка, ќе дојде од Русија, па две ќе дојдат, па од ваму, таму, знаеш, и тука веќе се опуштаме, емоциите се скроз други од почетокот. Имаше другарување меѓу вас аниматорите? Имаше другарување многу, дури денеска и другаруваат уште. Озбилен си. Ова ми е многу јак. Озбилен си. Вториот пат кога бев тие што ми беа добри пријатели. Добро. Контактираме денес, односно они ми пишуваат као уврска се со девојките што работеа тогаш со нас од Русија, истите од тогаш. Денеска се врска, значи во брак. Машала. Да. Така да они си функционираат така, они си живеат така и они се посветени на... А ти си сега биг стар. Како реагирале пример тие? И они се чудат, да, они сега гледаат, знаеш, супер, као, не знаеме дека до таму си отишол. А тогаш го отидов, не знам, го немав тоа постигнато што го имам сега. Имам само некои аматерски демо песни што им ги пуштав, некои идеи, некои клипови што сме ги снимали, они го гледаат тоа како добро дечко. Да, добре, ама иди таму и чисти тоа позади и работи, земи топките, свирчето. Ај, оној бара пинг-понг да играш. Оној сака пинг-понг со овие, ајде power, come on, fast, вика. Така да
Тоа е Браво. убав период за промена. Колку пари заработи таму Тони со Овој муабет го немам правено, да знаеш. Еј, респект Го за правиме тебе. со тебе, Фала да. ти, фала ти. Колку пари заработи или не бе многу баш? Па не е многу, што тоа се заработува и се троши после одма тоа. Значи ги заработувам таму, се враќам тука и веќе Ги нема. крајот на август, септември ќе отидам негде да речеме со другарите, тогаш бев Трошев. Охрид, вамо, таму и си ги потрошив парите и Тони, колку си заработил лопшто? Како стоиш банковно да речеме еден од поуспешните музичари си сега. Си издали албуми, моментов DVD, имам чуда. 10 денари у кеш, 130 денари на Со една 10-ка сметка си доен сериозен и си. 130 денари на другата сметка. Треба да те враќаме сега до аеродром? До аеродром такси. До аеродром такси, тие што имаат 20% попуст за да не ве фати толку Да, многу да, скапо. фала што си така Пошто грижлив, Тони. Да. Следен пат и на ушка да те носим. Ми се свија ова бозо што го чука. И сакам да почнам да Кахоне, ама ние овде го викаме Кохонес. 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 Да. Да. А и гледам дека чим ти го викаш, значи и други го викаат надвор Кохонес, тоа си е кохонес. Тони, дај сега малце нешто озбилно да те прашам. Викаш 30 години. Да. Пуно албуми. Него имаш. слушај, дај Кики да не повлече у Њујорк таму да не се зезаме Тоа од сакам да дека, ти кажам, да имаш отидеме 30 таму, години. имаш, значи... Шо правиме тука? Уште. Дај, еве, Тука- девојчето уште тука не Тука, чека. дај дуре тука, еј! Дај да земе ако не. Не, сериозно, шо гледаш бе за иднинава твоја вака? Кај се гледаш? Се гледаш ли со фамилија убрзо време, пример? Се гледаш ли со детенце нешто, таква работа? Ме умислија муабети. Баби, дедовци ти викаат ли? Ме Ти умислија, викаат сите ли викаат, внучко? даде време. Ти викаат, нели? Нормално. Па знаеш како се, ај да... Да се озбилиш? Па не, него Слободно. знаеме дека Чека, изгледа ќе биде сериозен. Ама озбилно изгледа ќе биде сериозен. Сериозен ќе биде, чек. Да, бе, знам. 2, 3 и... Значи, традицијата ја убива креативноста. Што би рекло, ми го усложнуваш, бркам кариера, не ме интересира Не бркам кариера, не ме интересира, ме интересира. Меѓутоа, она што се го имам поставено за да го завршам како задача и како мисија, ова го зборам веќе 10 години Да. уназад дека постојано Секоја емисија кај мене го збориш. така. Секоја сезона Така си дошол од еден на еден и тоа го збориш. Тоа го зборам. Па гледаш. Аман веќе мисијата по мисијата. Дај некој друг момент, некој дај. Ама не, добре, се работи. Ова е дел од мисијата. Да, и ми вика, да, магарено, иди таму, жени се. И жени се таму деца. Мисијата по мисијата. Ти па ти. И на бабите го збориш, на бабите. Да сите, бе. Доаѓа, внучко, кога ова? Бабо. Бабо, Мора и да ти ли се се? мисијата. Не, па имам некои задачи и работи што сакам да си ги завршам, исполнуваат, Абе, убаво ми е, нормално, фино ми е и нормално. не сакам да преземам некаква одговорност за Што која не не сум може спремен. така, бе. Сам дека секој Вајда, треба да. да има избор и да го прави она баш што го сака и што го сонува. Јас сум од тие сонувачите и стојам позади нив. Џон Ленон. Ме чекаат надвор. Така. И сега идеме надвор и се легнувам у кревет и сонувам. Така е, сонуваме. Значи, Па не, јас сум од тие која имаше у школа, не знам, досадни часови, некои предавања што ти си спиеш. сега гледам уствари дека врска немало, јас се седев и си гледав надвор од прозор и си мечтаев баш за овие моменти сега. За микроскопски За организам. тебе! Да седиме за и да тебе збориме да седиме за да збориме, Пајак, Бозо, екипата да чукаат, да прават музика, да се снимаат овие да биде Јас све кул. мечтаев за тебе. Може би тоа ти го кажал и турчинот во... Еј, дај да привршиме, земи го Шо, толку? маркерчево, За немаме ова време, да- Ѓоко, пак Ѓоко ни мафта За цело ова време. да привршиме? Гледаш? Значи гледаш? Тоа знакот е као кат. Ке видиме, ајде. Дали е тоа? Што треба? Значи вака, овие одат во рацете на, На фандикар. некој фан, да, земи, пиши му нешто на човекот, да не оди така. Ама чекай, без за вeze. кого? Вие се за... За некој што ќе добие од Facebook. Многу си ми сомнителен, мислам дека нема да ги даеш на никој овие, дека ги си ги земе за тебе. Да, напиши, те сакам. Пази жаре. се, имам тебе као што имал само Тито. Одете на Facebook и видите кој ќе ја добие наградата, а ти, мајсторе, пиши таму што имаш. Слушај, на него чаеви не му дај. Не му дај чаеви. Гледаш, Браво, бе! сакаше, Бојаш. слушај, сакаше да те остави само со една пенкала да сидиш дома. Точно. Абе, ајде. Тони! Абе, смееш овака додека се снимала да правите? Да, бе, да. Дојди да се одјавиме. Дојди да се Чекај, одјавиме. чекај да го... Земи го тоа така.
Земи ова, покажи им го. Знаеш кој што прават во Америка? Аха. Као. Да. За тоа збориме? Сега. Не го снимај сега. Ова е, земи, покажи си го. Тоа е микроскопски организам, ова е Тони Зен, овде е и крајот на емисијата. Сега Тони ќе се представи со една песна заедно со Пепермин. Кажи им што ќе свириш. Ние ќе свириме песната Сетила Ивановска. Пепермин во куќа. Тони Петковски. Здраво екипа. Ова е новата песна Сетила од новиот албум Микроскопски организам и иде вака. Ме мириса на континери мрсни со зејтин, ме мириса на канализација, оган и бензин, мириса на хаге на вечери денски, а кога има проблеми градов смрди на тензи, мириса на трки гумич крипат коли песни, мириса на конкуренција, борба за престиж, корне сегде профит, бзди сегде презир, никој не е мирен, затоа труе на немир, еј, од сегде осека мирис на бес, све под стрес те ставени сме како мачиња со пес, некој го прима од позади, некој му го дава, сегде мириса на секс, сегде оргии се прават, мирис на моќ, кога проекти се градат и паѓаат луѓе доле од аромата се гадат, вадат од такт, мирис бите кога некој лаже, само отвори сетила и осети како се краде. Сите сетила ги будам и ги острам, додека го движам патот во мене го носам, мирисот на бизнес, мирисот на пари, гледам сегде профит и слушам само лаги. Сите сетила ги будам и ги острам, додека го движам патот во мене го носам, мирисот на ѓубре, цвеќиња и древа, отрови што шетаат по градови и села, и села, и села, и села, и села, и села, и села. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепермин во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на еден на крај на вашиот ден. На 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 на